23 јануари 2025 година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во циклусот емисии Скопје ми е дома во новата година. На самиот почеток од емисијата ќе ви честитам новогодишни божични празници. Се надевам дека убаво си ги прославивте сите оние кои што си ги чествувавте овие празници кои што ни изминаа во изминатите месеци. Ќе посакам среќна нова година и само убавини. Продолжува циклусот Скопје ми е дома. Во изминатата година имавме можност да видиме дел од скопските градоначалници со нивните изреализирани проекти токму за скопските општини. На самиот почеток на оваа емисија јас ќе повторам и нагласам дека и оваа емисија ќе ни биде интерактивна, односно ќе можете да ни се јавите и вклучите директно во студио на бројчето кое што ќе биде оставено пред вашите мали екрани. Во оваа емисија, во првата емисија од новата година, ви носиме една убава скопска животна приказна, јас така ќе ја кажам, која што ќе проговори малку повеќе за Скопје, за сето она кое што го опишува Скопје, за повеќето населби во Скопје, а ни ја носи директно во студиото токму мојата денешна гостинка и соговорничка. Велам добре дојде за Регина Икономовска, книжевник, сценарист, промотор на културно и природно наследство и уште многу епитети во најавата, меѓутоа ќе оставиме тоа за малку подоцна да кажеме што се сте вие. Добре ми дојдовте и ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома. Добро ве најдов. Јас би сакала исто така да им честитам на гледачите среќни празници и почеток на една поубава нова година. Ви благодарам на поканата, јас на вистина и во вашата емисија, но и цело време низ текот на мојот живот во Скопје се чувствувам вистински дома. Со право, значи, го кажувам тоа, бидејќи сум трета генерација скопјанка, моите родители ми ги доближиле, но моите баби и дедовци спомените, значи посебно, значи, дедо ми од страната на татко ми, кој што е од Ново Мало. Така да, значи, сите оние спомени од Скопје на времето, од старите скопјани, буквално мене ме задоиле како детенце и ја имав таа среќа да се бавам со таа проблематика, всушност во животот да станам жена патеписец. Некои од колегите кои што работеа со мене низ текот од овие 15 години знаат симпатично тоа да го кажат малку на шала: ти си културен разузнавач, одиш секаде каде што ние, значи од фотелја не можеме да стигнеме, во пештери, на врвови, по планини, низ реки. Така, значи, почна серијалот Чудесна земја со Александар Сидуровски. Тоа беше мојата определба пред камерите. Фактички јас сум екс-колешка ваша, значи бивш ТВ водител, кој што последниве години, после филмот Брод со бисери, во кој што сум сценарист и главен лик и проектен координатор, веќе, значи, сум од другата страна на камерите и ќе ме препознаете од јавните шпици како уредник на Мастрав Муабет, Карамболот, приказни. Така, јас верувам дека повеќето од нашите гледачи веќе ве препознаваат. Пред да преминеме со сето она кое што вие го имате создавано низ текот на овие 15 и повеќе години наназад, ги споменавме Чудесна земја, го споменавме филмот секако. Јас би сакала да ве прашам колку вас Скопје ви е дома денес и како го чувствувате Скопје како дома? Па јас сум едно дете на транзицијата. 75-та година генерациите, значи плюс минус, се последните генерации кои што одеа низ Југославија на екскурзија. Значи го паметам времето на благосостојба од Анте Марковиќ. Ја паметам, значи, убавата црвена банкнота со коњаник со која што можевме да купиме многу сладоледи. Штафетите за Тито. Значи, сето тоа ми е еден драг и без разлика на изминатите години свеж спомен, затоа што и атмосферата едноставно во која што јас живеев, во заедница со баба ми, со дедо ми и другите, значи баба и дедо едноставно ја имаа таа транзисторска атмосфера со милијенциња, со постојано вклучено радио, со програма, значи онаа интересна од времето,
македонските шлагери, сето она што е кохезија од Скопје. Би рекла, Скопје не е само урбаниот елемент, Скопје е целиот живот, проткаен низ годините. Скопје е мирисот на липите, на костените, и ден денеска е тој тука, ама на времето имаше еден малку поинаков мирис на патина, на нешто старо, јас што го носам. Ке го препознаеме ние што сме тие генерации во фасадите, во коцката од калдрмите, делот, ајде да речеме, новиот лик на Скопје го има покриено сето тоа со една нова урбана глазура на 21. век, но генерално споменот за Скопје е топол, драг, значи паркот Жена Борец е паркот од моето детство со сосема поинаков лик, и оној еден единствен споменик од тоа време за Жената Борец со кругот во средината. Сите мои генерации го паметат по оние жолти цвеќенца, хризантеми, хортикултурно партерно уредување, и задолжително по протнувањето низ таа дупка. Значи, детството е тука во Скопје и јас не можам, едноставно никогаш не би го заменила Скопје како, ајде да речеме, место на живење на сметка на друг град. Да, би сакала и сум патувала многу, но би се враќала. Така, токму во Скопје ми е дома, нашиот концепт е да евоцираме и спомени, ќе направиме една паралела. Вие напоменавте како сте го доживеале Скопје во минатото, можеби во вашата младост, во вашето детство. Како, Регина, го доживувате модерно во Скопје денес? Модерното Се искубили Скопје... автентичниот дух на градот од минатото? Да, дефинитивно. Иако ние сакаме да конзервираме, сочувуваме фрагменти, јас за тие фрагменти оставив колумни преку пајтонски приказни, кои што се дел од списанието Македонска виделина во Србија за македонците во Србија, македонските општини, општините кои што имаат македонци во Србија. И токму во короната направив еден подсетник, ретроспектива на Скопје, Скопје од фијакер. Скопје едно време, значи, беше град на пајтони, па и до скоро, до пред 10 години, имаше самиот Луна парк, ако се сеќавате на убавите липицанери и можноста со пајтон да се прошета низ градот, чисто како евокација на едно време, значи низ парковите кои што се прекрасни, една убава дестинација имаше и Вовче и многу симпатични елементи кои што денеска се на некој начин паркирани некаде како споменик или веќе воопшто ги нема. И сега модерното Скопје, па би рекла дека помалку ми се допаѓа од она, можеби емоционално сето тоа, можеби е драг спомен. Генерално ова Скопје ми е помалку чисто од претходното, ми е значи пренатрупано, ми е некако малку и обезличено. Дел од населбите го изгубија својот шарм. Старите мала се веќе непрепознатливи. Високите згради, висококатници, све повеќе развојот оди од ширина во висина. Индустријата исто така ги измутира и некои од општините, некои рурални општини стана индустријски општини. Главниот град секогаш имал, што би се рекло, мириса на костен липа, ама и на уникатен смок. Секогаш Скопје, јас и од кога сум била дете, во летото имал еден таков мирис на прашина или улепеност или смок. Кога е чисто, е прекрасно, видливо од водно, снимано од објективот на Чудесна земја, фала Богу, многу пати за трилогијата Водно. Па теписен триаголник за топонимите на Марко Крале, исто така што остана една интересна дестинација од Марково Крувче, преку Марков манастир до Матка. Да, тоа ми е следно во концепт серијалот Чудесна земја. Така да јас се изнаработев многу за ова Скопје, за да оставам, и оставив, можеби случајно, можеби намерно, можеби животот така сакал, ама
еве имаме едно наследство, што би се рекло. Како се создаваше серијалот Чудесна земја? Вие велите дека при самите патувања како патеписец ги прикажувате работите како што ги доживувате на самите ваши дестинации. Како се создава емисиите од Чудесна земја? Така, убав почеток е, да, убав почеток е бидејќи е првенче и определба на мојата кариера и до денеска врска со еве и работата што моментално ја работам како проектен координатор за рамномерен регионален развој во Центарот за развој на Скопски плански регион. Ако тогаш сум стоела пред објективот и сум промовирала нешто во некоја општина, денеска веќе тоа го работиме како проект и може да се нарече, ајде да речеме, еден пат на зрелост, сериозност и вистинско искористување на познавањата од терен. Фала Богу се најдоа и во туризмот, значи трасирам дестинации, така станав промотор на културно и природно наследство, токму преку тоа првенче и преку првата емисија за матка. Серијалот беше доверен на еден можно интересен начин, кога работеше телевизијата АБ канал, ние не се надпреварувавме стратешки со другите телевизии во вести, бидејќи беше невозможно, но со содржини што не беа присутни во етерот, а такви содржини беа документарните емисии. Многу паметно, значи, беше тоа, ајде да речеме, позиционирано во програмската шема на уредниците. Тогаш работев со Александар Сидоровски, кој што е познато лице од ТВ медиумите во спортската редакција, па и во документаристичката, одличен преведувач, познавач на литературата, и јас едноставно имав среќа да работам со него, со Томислав Коцевски. Тоа е еден дел од екипата од МТВ, со Миланка Рашич. Значи, прекрасна екипа која што не избруси новите личности свежи што дојдовме во телевизијата со некаков потенцијал или капацитет во еве денешни промотори или презентери, координатори. Говорите за водно, представувате Марков манастир, Матка, Маркови кули. Како одеше бирањето на овие локации? Со истражување, со желба, со поврзување на работата. Тука е и компаративистичкиот пристап. Значи, јас завршив општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет на УКИМ и од тука цело време ги допирам и ги, ајде да речам, плетам моите емисии до ден денеска, иако сум доскоро бев уредник на последен ТВ проект, до пред неколку месеци на ТВ Алфа одеше карамбол од приказни. Значи, дали биле сценаријата и нараторскиот тон од мене или прилозите за спонзорства или за градовите, не е важно зашто, едноставно стилот е препознатлив. Низ 15 години едноставно научив или спонтано дојде таа плетенка да ги допирам и поврзувам работите. Така, колку временски наназад се создава овие приказни? Предпоставувам 15 на години, кажете. Да, Чудесна земја 4 години. Точно 4 години, 30 на емисии со еден прекин за породилно значи отсуство, кога станав мајка на второто дете. Колку беа интересни и примамливи ваквите приказни токму за градот, за општините, за локациите кои што се специфични, автентични за град Скопје, токму за жителите на Скопје, за сите оние кои што сакаат повеќе да слушнат како било порано, какви се сега локациите на овие места? Го свртеа вниманието дефинитивно, бидејќи недостасуваше таква тема, значи таква содржина, иако документаристиката е за мал таргет, не секој сака, значи да гледа документарец или документарен филм, серијали каде што имате, ајде да речеме, ние на шала ги викавме меѓу колегите споровозни емисии, но зависи начинот на кој што ќе ги направите. Тогаш имаше, да речеме, еден вакуум период помеѓу продукцијата од страна на македонската телевизија, која што беше докажана во производство на серијали за убавините, значи на Македонија и ТВ документарци, значи одлични филмски документарци, но тој вакуум си наметна потреба од недостиг од неколку години, односно цела една декада е во прашање, да другите телевизии едноставно се зафатат со таа проблематика што недостасува. Така се роди Чудесна земја и првата емисија беше многу интересна. Ако е добра, одиме понатаму. Ако не е добра, толку прекинува проект. Беше добра и
4 години траеше. Плодна почва ли е Скопје за вакви документарци, за вакви емисии? Има ли што уште да се вади од градот? Многу. Значи, многу. Јас во содржината што ви ја дадов, мислам дека ви дадов можеби 20-тина аудиовизуелни парчиња, од кои што 15 емисии само за Скопје, од повеќе проекти. Значи, во рамките на Чудесна земја има 10. Да не зборувам, значи, цела една приказна ви е водно Патасино чешмиче, кое што сега е хотел, нели? Некој треба да ги реанимира тие приказни, да им го остави споменот, да ги архивира, да ги документира. Во Чудесна земја таа таска е нацртана, значи приказната е раскажана, споменот е оживеан за навиките на старите скопјани кога оделе на водно, значи на начинот на кој што Принцезата на Газибаба чина имаше. Крал Кзи, значи Крал Кзи или Катерина Томашевич Котроманич, последната босанска принцеза, е всушност интернационален споменик, не само културно наследство, него вистинско богатство во кое што ние можеме, значи, да се соединуваме и да правиме мостови на култура со соседните земји по принципот на автентичност или архаичност на културното наследство, сродство на културното наследство, но и последна босанска принцеза имаме тука, тоа е интернационална приказна. Се сеќаваат ли старите скопјани на овие приказни кои што ги нудите преку Чудесна земја до гледачите? Ви приоѓаат ли? Да, тогаш на времето имав јас многу коментари, например, имаше и романтичен наслов за принцезата на Газибаба, скриена, мистифицирана, всушност како што и беше и нејзиниот споменик, турбето кое што денеска е возобновено од Министерството за култура, односно можете да го видите по значи фактички возобновата е по слика од Лидија Кумбараджи, слика од нејзиното дело Османски споменици, османско наследство, каде што автентично е, да речеме, изградено, реконструирано, пренесено сето тоа, но она што било предходно е приказната. Во самите тие за принцезата, кога ќе ја пуштите таа емисија, ќе видите пред возобновата на споменикот, дека постојат искршени камења кои што биле култни. Тука доаѓале старите скопјани што знаеле дека тоа место е култно и магично, да побараат лек, да се помолат, зашто самото место го чувствувале како енергетско моќно и како пренесено од поколенија на поколенија, дека, значи, доколку застанат овде остават нешто свое, дали, значи, амајлија, запалат свеќа, значи, носеле дури пелени од новороденчиња, како што има. Па ние кога снимавме, најдовме, има во сцените луѓе што се, значи, помолуваат, едноставно бараат утеха или изустуваат некои нивни желби, молитви, замолби. Тоа е нешто, ајде да речеме, ритуално, што човекот си го наследил како аманет од своите предци, не како религија, туку како, ајде една, да речеме, традиција или, не знам, верба во нешто повеќе. Така, колку ваквите приказни, ги споменавме оние постари генерации на скопјани, меѓутоа, колку ваквите приказни се атрактивни и интересни за младите, за помладите генерации, колку се интересираат да дознаат нешто повеќе од ова кое што вие сте го спакувале во еден ваков серијал? Па секако дека се интересни, ама зависи на начинот на кој што ќе им придете. Ова модерно време бара и помодерен пристап. Затоа е филмот Брод со бисери, кој што генерално се занимава со културно наследство, османско културно наследство, а е донесен како модел од Јапонија, се бави со надминување на таа една стереотипна проблематика прикажана, значи, на вообичаен начин. Значи, новите генерации не сакаат раскажување, не сакаат густи историски податоци, значи збиени, монотонно прикажани, па посебно не со оној монотон глас на нарација што ќе ве заспие. Ме разбирате, затоа хибридот Брод со бисери е токму тоа, одскок еден и кршење на правилата на споровозните емисии, за да
стане комерцијален, за да биде гледлив, за да го примите вие наследството на еден поблизок начин. И затоа се меша, значи, фиктивното со документаристичкото, со реалното. И затоа велиме дека е хибрид, авантуристичка докудрама. Како се создаваше Брод со бисери, веќе кога сме тука кај филмот, 30% од филмот се локации во Скопје. Да, во Скопје се приказната почнува тука, фактички од плоштадот, значи, и од војнот со коњ, кој што јас го гледам од терасата, фактички живеам фиктивно во хотел Лондон на Трент. Тука сум на третиот кат, пијам кафе и почнува приказната. И сето тоа е, значи, извозено на еден интересен начин, со тоа што се селектира поинтересната страна на историјата, онаа атрактивна страна која што вие не може лесно да ја прогуглате, не ве бомбардира толку често, туку напротив се барани и колекционирани моментите со интрига, моментите со тајната историја, со љубовниот потпис, со кодот на љубовта, и затоа се гледливи. И сега кога ќе видите вие еден споменик проткаен во едно филмско дело кое што има задача да презентира дестинација, а при тоа да има и уметничка вредност, бидејќи агенцијата за филм финансира филмови кои што имаат сценарија, значи режисерска експликација и продукцијата гарантира уметничка вредност. Значи паралелно постигнуваше повеќе цели. Ние се боревме рамо до рамо и со другите филмови, значи патувавме по фестивали, но исто така продававме и дестинација. А таа дестинација на општините им носеше локален, и треба да им донесе се уште, треба да го земат и стопанисуваат, да им донесе локален развој со странски пари. Еве, кога ги споменавме општините, како координатор на Центарот за регионален развој и сето ова кое што го имате создадено, колку општините се интересираат токму за ваквите проекти кои што еве стојат позади вашето име, меѓутоа и кои што се создаваат на ниво на Скопје? Колку општините ги поддржуваат ваквите проекти за градот? Па, културното наследство дефинитивно е сегмент од развојот. Тоа е капацитет, ресурс и секој од општините го има. Мислам дека тоа е една друга тема која што може да ја отвориме повеќе кога ќе зборуваме за значи Центарот за развој на Скопски плански регион, која ќе дојде на еден дневен ред, така заедно со градоначалниците и општините, но јас би рекла еве накратко дека перцепцијата и фокусот во последниве години е доста силен и се препознава културното наследство како одличен ресурс кој што треба да се облагороди, да се маркира, да се значи среди, да биде на достојно ниво за пречекување на туристи, да се линка со други исто така значи локации, да се поврзува, да се дестинира интернационално. Значи имаме пат Вија Игнација кој што поврзува цела една рута, значи по Јадранот, така да кажувам од глобално до балканско, па на регионално, до локално ниво, се може да се поврзе и да биде пристапно и да биде атрактивно. Ако работат сите заедно, плански. Како, на какви оцени најде Брод со бисери? Како беше фидбекот од публиката, ете така ќе кажеме? Па бидејќи е наменски, значи публиката од тоа што е тука видено, беше значи премиерата за жал во локдаун, во корона, нас не фати короната и филмската индустрија не помина баш добро во премиерите додека значи траеше тој период, нели, па вакцинирани, невакцинирани, смее тој да дојде, не смее да дојде. Многу беше тешко, како да ви кажам, да се обезбеди публика која што сака да го види филмот, а во локдаун едноставно вие не можете да ја расширите толку многу и да го направите пристапен. Мораше да биде под ведро небо. Затоа беше во летното кино на кинотека. Значи, потоа си имаше многу убав животен век по фестивали, зборам фестивалска прошетка една, бидејќи интернационалната премиера беше во Измир,
во општина Буча, кој што е традиционален фестивал долги години, но можно е квалитетен и можно е богат со убави филмови, значи од Европа и од Балканот, секако опфатена и Македонија. Потоа беше, значи, лани беше на филмскиот фестивал во Торонто, така да претходно беше на октомвриски филмски салон во кинотека, па имаше промоција на македонските филмови, ајде да се доближат до љубителите на филмот, кои што, еве да речеме на некој начин и како отчетност, сакаат да видат што се случило во таа продуцентска година на филмови, на македонски филмови, па Златна рамка, токму за тоа и служи фестивалот. Златна рамка е за да се прикажат продуцираните филмови од таа и од тие години кога се аплицирани, па реализирани, продуцирани, свежи, ајде да речеме. Како локации овде ги споменувате старата Скопска чаршија, црквата Свети Спас, Камениот мост. Колку ваквите локации во градот останаа автентични до ден денес и се атрактивни? Јас ќе кажам можеби малку повеќе за странските туристи, еве конкретно за туристите од Турција кои што ги имаме нели секојдневно. Колку го задржа автентичниот дух ваквите локации? Турците, србите, значи холанѓаните, па и германците во последно време, се зависи од година во година, но во топ 4 или во топ 5 групации на туристи кои што ја посетуваат најмногу Македонија. Мене ми беа таргет група турците, турските посетители и туристи, ајде да ги кажеме и еден пријателски народ кој што во последниве години постојано инвестира. Турските инвестиции, ако ги приметите, се значи зголемени, посебно во централниот дел од градот. Тие 5 века што биле овде, значи оставиле и наследство, оставиле и цврсти, прилично сочувани градби, кои што истрајали на забот на времето. Денеска се конструирани амами, анови, значи мостови, па и тој аквадукт, значи на основи на фундаменти од римскиот период. Значи многу од наследствата, сакам да ви кажам, се во неколку периоди, значи се градени тогаш и тогаш, па надградени, па и дотерани или сега во моментов тече конзервација на аквадуктот, се конзервираат, бидејќи промоцијата ние што ја правиме. Телевизиските работници, водители, промотери, мора да биде, значи, еден чекор назад по заштитата. Прво мора да бидат заштитени, но за жал има, значи, перипетии кои што влијаат на временоста на заштитата, како што велат колегите, од, значи, археолозите, историчарите на уметност кои што се бават со таа стручна научна проблематика. Верувам дека постојат планови се од културното наследство да се дојде на ред за да биде, значи, заштитено. Сакам да верувам во тоа, за да ние понатаму можеме слободно да го промовираме, надградуваме, дестинираме, бидејќи доколку не е заштитено, постојат опасности од обезличување, од отуѓување, значи оштета, се може да влијае на едно незаштитено културно наследство, ако ние, не знаејќи или недозирано, несоодветно го промовираме. Затоа треба да биде човекот внимателен, презентерот или промотерот треба да биде внимателен во промоцијата, посебно кога како човек кој што создава и ги создава нели сите овие приказни за градот, токму колку медиумите се заинтересирани за да примат вакви приказни, да ги прикажат пред гледачите и колку во иднина би се правеле вакви проекти, конкретно за вас стои ли нешто во филока, можеби некој проект, Регина? Па да, секогаш има идеи, недовршени приказни или оставени сценарија, значи, да, секако, интересни. Јас ви кажав, пристапот е многу важен за новиве генерации, едноставно да го прифатат, да го, значи, посакаат тоа да го изгледаат до крајот. Вие мора да го менувате постојано, значи, како што се менуваат правците и стиловите и во книжевноста, значи, и во филмот, се експериментира, се иновира,
Постојано се бараат нови начини и пристапи. Она публика која што веќе ги обожава и си е, значи, како целна група, мала или упатена публика, би рекле, која што е како музика за музичари. Вие имате документарни емисии за љубители на документаристиката. Но како го решава, значи, тоа светот? Дефинитивно тие се препознаени. Дефинитивно, ако се добро направени, се примамливи. Ние, кои што сме ајде домакини или живееме овде во нашиот град и во нашата земја, па сакаме да гледаме документарци, значи, нели, од познати документаристи во светот. Истото е, треба да им се доближите да се доближите до помладата публика, да го, значи, најдете вистинскиот пристап. А тоа дека е атрактивно, секако дека е атрактивно. Ќе видите, можеби, младо момче кое што на сосема непосреден начин ќе испрезентира една, не знам, приказна за цветот на Талија Рајмонда на матка кој што е уникатен. Истиот тој може да биде вткаен и во ракотворбите. Тоа е едноставно линијата на промоцијата која што ние треба да ја стимулираме. Ме разбирате? Ако ние имаме липата на Скопје како заштитен знак, еден амбасадор на својата сопруга треба да може да ја однесе и да знае од каде да купи едни обетки кои што личат на липа, или еден брош кој што личи на Наталија Рајмонда спакуван убаво, значи во ракотворба, филигран. Не име ли да го дадеме? Па со едукација, ме разбирате, ние треба да ги продаваме нашите приказни на најразлични начини. Тие треба да бидат вткаени во секоја уметност. И во песната, и во филигранот. Значи, сите тие работи кои што се уникатни за општините, за регионот, за земјата, си имаат свое место и пакување. И достапност, видливост. И џабе ви ако го спакувате, ако не го испрезентирате или ако не го направите пристапно, достапно, значи ако не го процените добро со својата вредност. Така, Скопје се менуваше, сведоци сме на истекот на годините, и се уште се менува, остана ли душа во градот? Па јас ја препознавам, значи скопската душа, можеби некогаш ја побарувам за да ја најдам, ако јас нема, знам да ја видам во некој аголче, катче, во некоја тераса, балкон, значи во некој мирис. Дефинитивно новите градби, значи имаме и ново компониран проект на дестинација, значи Скопје 2014 е приказната која што се навраќа со квантни скокови, да речеме, кон историјата, но дефинитивно таа е повикана приказна со нови содржини врз основа на некои историски содржини. Но вистинското културно наследство треба да биде приоритет и прво тоа да добие третман, за да не го изгубиме, за да не се срони. Тие, значи, како што рековте во претходното прашање, документарни емисии не мора да бидат, ајде ќе употребам еден нашки народски збор, распрчкани по ТВ каналите, па некој ја телевизија има, па нема, па ќе ги бараме вамо там. Светот ги решава уредно со специјален канал. Замислете, вие имате телевизиски канал кој што се бави со храна и сите тамо како Златарска уличка. Златото е тамо, значи темите кои што ги интересира таа целна група за готвење си ги наоѓаат тамо, исто така и овие ТВ документарци, замислете и сите серијали што се продуцирани од МТВ до ден денешен, од старо до ново време и све измеѓу, може да се најдат на еден канал и вие постојано да си ги ротирате и да ги гледате. Значи, тоа недостасува тука. Еден канал за конкретни содржини. Скопје денес е дома на старите скопјани, меѓутоа Скопје е дома на студентот од Виница, на студентите од Пехчево, на студентите од Велес, на Куманово и на сите оние млади и постари, повозрастни луѓе кои што овде го бараат своето место за живење, колку го чуваме и негуваме Скопје како дома на сите нас. Сега мене ме најдовте малце локал патриотка, скопјанка, Ајде, значи, ама јас, да, објективно секако, објективно
знаете како, димензионирано, Прашањето ми е во контекст колку сите ние кои што сме овде. Убаво ве разбрав, само сакам да го почнам од еден мој почеток. Ајде. Бидејќи, значи, освен на локал патриотското кое што се препознава кај скопјаните, значи, кај мене, бидејќи е лично прашањето, разликите, содржините, значи, ново компонираниот сегмент, она што доаѓа, јас не го гледам како хендикеп или не знам што, сервисот го гледам, ме разбирате како? Ако веќе, и тоа се случува на глобално ниво, големите градови едноставно растат уште повеќе, се развиваат уште повеќе, што не треба да се случува, треба баланс цело време да се бара и да не умираат, да се прават политики за да не умираат значи помалите градови. Во светот е така, јас во Јапонија бев 3 пати со истата проблематика и јапонецот се соочува. Од помалите градови одат сите во Токио да студираат. Ме разбирате? Копи-пейст е ситуацијата и ние имаме истата борба. Но ајде да речеме овој конгломерат од 10 урбани општини и другите 17 вкупно кои што се во Скопскиот регион, имаат својствени карактеристики. Убаво е што се разнородни, убаво е што имаат различни култури, убаво е што имаат милјеи, разлики, богатства и сето тоа е природно, не може да биде неприродно. Но како ние значи да го направиме атрактивно и другото кое што и претходно исто како Скопје било атрактивно, па и Кочани е атрактивен, убав град, Штип е музички град, ме разбирате, имам Битола, прекрасни градови, јас сум ги работела преку моите, значи, серијали и авторски, ајде да речам, дела, и во филмот Брод со бисери се опфатени, сите тие приказни, сите си имаат свое милје, она што го велиме старо, автентично, архаично, традиција, и сите се, значи, со таа нова глазура на новите времиња. Да, таа е убавата слика. Меѓутоа, младиот човек од Штип ќе сака да дојде и овде да живее, ќе сака овде да работи, затоа што има повеќе можности, ќе се сложите со мене. Па секако и добре дојдене, јас како скопјанка ќе го примам младиот човек од Штип, бидејќи штипјани се бескрајно талентирани, штипјани се и интелектот, Штипјани се клучалката низ која што масоните дзиркале од Европа во Штип, тука е ново мало, значи доктори, интелектуалци, револуционери, тоа е старо градско јадро, значи сегдека ги имате и Велес е прекрасен град со, значи, градот на Кочораци, значи тие градови, сакам да ви кажам, не смееме да ги оставиме неатрактивни за младиот човек. Така, тоа е резимето. Да, резимето е тоа. Не дека болката е тоа што сите ајде сега ќе дојдеме тука, па и не е баш така. Во последно време се прескокнува Скопје, се оди кон Европа, младите одат во Германија, младите одат по бел леп и по иднина во светот. Ние треба прво да ги задржиме, значи, да им понудиме нешто тука, а не, значи, да анализираме сега зошто е тоа така или големите градови ја имаат едноставно таа проблематика, индустријата е тука, IT секторот е тука, креативните индустрии се 88% во Скопскиот регион. Што сакате повеќе? Значи, тоа го препознаваат. Како што старееме, по-старите генерации го бараме све во свое време, се вика. И мирот, многу од моите пријатели, од фамилијарните луѓе бараат една, ајде да речеме, рустикална идила во местата кои што немаат гужва, се враќаат, па посебно во короната. А ако сте заприметиле, толку многу луѓе се вратија назад кон своите корени, изградија викендици, направија удобни места за бегство, па некои останаа и да живеат тамо. Значи, се расшири малку тој рурален свет, како да речеме, потенцијал, се примети кај човекот дека ајде да не кажувам сега мудри мисли, враќање назад кон природата, ама навистина дојде тоа на дневен ред природно со короната. Кога ги споменавме руралните средини, колку тие се атрактивни, еве токму за патеписците, за оние кои што... Па секогаш јас имав проект на кој што сум особено горда со продукцијата Маркетинг Микс. Фактички тоа е проект во кој на една продукција која што
континуирано низ долги години работи теренски емисии, имаме одлична соработка и 3 убави проекти. Првиот проект во кој што, значи, јас бев ангажирана да работам како ТВ водител и сценарист, беше Од кое село е бабати. Направивме околу 30 на емисии, ги вративме познатите личности да го презентираат својот корен од местата од каде што се нивните баби, дедовци, значи и дел од нив покажа дека тие имаат куќи, дека одат тамо за викенди, дека им се омилени тие места, дека тука им поминале детствата. Снимавме со Next Time, близнаците, значи потекнуваат од Жван, од Демир Хисар, значи Владко Лозановски го снимавме во Белица, Кичевска Белица, имате 3 Белици, Игор Стефановски иđe го снимавме во Струшка Белица. Има Поречка Белица, таа ја снимав за Чудесна земја. Значи има толку преубави краеви со бујна природа, со реки, со не знам како да ви опишам, рај буквално, Пелистер колку е убав. Веќе полека би требало да го завршуваме ова наш интервју и овој наш разговор. Што би променила Регина Икономовска во градот? Од денешен агол. Од денешен агол, знаете како, пак ќе се вратиме на свеста на луѓето, да имаме едно волшебно стапче или една, ајде да речеме, прашинка која што би се ослободила, малце да ги освести сите, дека домот во кој што живеат и имаат комфортна зона и сакаат да им биде чист, кога ќе ја отворат вратата и ќе излезат надвор во градот, почнувајќи од автобуските станици, инфраструктурата, значи парковите, треба подеднакво да останат чисти како нивниот дом. Значи, Скопје треба да биде чист град, но ние треба да почнеме први од себе. Освен политиките што се за, значи, отпадот, управувањето со отпадот, стратегиите, начините на менаџирање. Имам многу проекти кои што се во фокус еве моментално, каде што отпадот, циркуларната економија, значи обновливите извори на енергија се многу, значи, атрактивни во последно, искористливоста, фотоволтаиците, сето тоа да, но кога ќе погледнете елементарно и пуштите еден поглед на хоризонтот на урбаниот дел од градот, ќе видите ситници кои што кажуваат за менталниот склоп на луѓето. Значи, тоа се мастики од пушоци, кесички од сладолед. Тоа, ако ние тргнеме од себе, прво, значи да го расчистиме, дека не треба да го оставам доле и ќе оставам чисто, фактички имам една добра основа, тргнувајќи од самата своја свест и перцепција и визија понатаму, како добронаклонет или благороден граѓанин кој што мисли за доброто на сите. Кога ќе почнеме да мислиме за доброто на сите, тогаш, значи, Скопје, мислам дека и вистински ќе биде поубав град, зашто ќе почне да се размислува малку и поинтензивно каде ќе се штети, каде нема да се штети со возобновата. Ме разбирате, ќе се отвори перцепцијата кон солидаризирање кон другиот граѓанин, жителот, значи, во врска со она што го рековте, пренаселеноста на Скопје. Скопје, значи, треба да биде сервис ако веќе се доселени населени. Сите кои што стигнале и се доселиле, треба да го гарантира квалитетот на животот и сервисот кон тие граѓани. А ако се пренаселени во експанзија за многу кратко време, тој сервис не може да го овозможи тоа што е потребно, ме разбирате, и со паркинг места. И тие граѓани да си го чувствуваат како свој градот, јас ќе кажам. Секако, прво, мојата девизија, ние сите, штом сме се родиле на овој свет, сме граѓани на светот. Значи, граѓани на светот сме, јас сакам да се чувствувам и тука како дома, и во Париз како дома, и во Јапонија како дома. И ако примерно се однесувам и ако го ценам и моето и во вашето и туѓото, ако природно за мене е тоа нешто што е вредно и јас имам таков еден однос, мене секаде ќе ми биде убаво.
Токму така, со ваквите пораки полека ќе го заокружуваме нашиот разговор. Регина, ви благодарам што токму преку вашата професионална животна приказна и определба да го соберете целиот овој материјал токму за градот, за населбите и локациите во градот, успеавме да отвориме низа приказни токму за Скопје. Во Скопје ми е дома. Јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. Се надевам дека ќе се видиме на некои други теми како координатор на Скопскиот плански регион секако и само за убави успешни приказни за градот кој што верувам дека на сите ни е дома штом сме овде. Да, секако Скопје ни е дома и треба така да се чувствуваме во него. Ви благодарам уште еднаш. Регина Икономовска во Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Се надевам дека бевме интересни, дека со овие приказни токму за градот, за повеќето локации, населби во градот и сето она кое што се случувало во минатото и сето она кое што допрева ќе се создава токму за овој град, успеавме да го задржиме вашето внимание и да допреме до сите вам, старите скопјани, меѓутоа и сите нас кои што сме одлучиле да живееме токму во Скопје, како Скопје ми е дома. Јас овде ве поздравувам и најавувам наша наредна средба наредната седмица. Grad moj ljubav bliže, što mi razum te sni. Večno mi